Господине Минов, се надам дека ќе се согласиме на темата намалување на даноци. Јас не мислам дека кога ќе погледнеме целокупната даночна политика во оваа држава, а тоа е тема на надлежност на оваа комисија, јас ако ме прашате чисто вака анализирајќи ја даночната политика, јас не мислам дека Македонија има високи даноци, но мислам дека Македонија треба да има многу пониски даноци. И ќе ви го образложам тоа зашто го мислам тоа. Затоа што ние плаќаме даноци, деловната заедница е вака да го упростиме, плаќа даноци, влегуваат сите тие средства во буџетот, а чувството на граѓаните и на деловната заедница е дека ништо не добиваат за возврат. И јас мислам дека се апсолутно во право. Ние немаме квалитетно јавно здравство, за жал немаме квалитетно образование, немаме квалитетно правосудство, немаме квалитетни јавни работи, немаме доволно зеленило, доволно паркови и граѓаните се чудат каде одат нашите пари. И јас ги оправдувам во тој став, бидејќи и јас и вие веројатно ќе согласиме за истото. Системски што не се решавани тие проблеми е веројатно еден акумулиран политички долг на сите политички генерации до сега таму каде што не се решени проблемите. Но јас сум лично не само идеолошки, туку врз база на искуство, на разговори со многу луѓе кои што овие текови ги знаат многу подобро веројатно и од мене и од вас и од голем дел од пратениците тука, не од сите, некои имаат знам пратеници и различно деловно искуство. Јас мислам дека парите треба да ги оставиме кај граѓаните и кај бизнисот. И тие многу подобро ќе знаат каде да ги инвестираат тие средства и тоа многу повеќе ќе значи за нашата економија. И секоја најава за намалување на даноци, бидејќи ние можеме како опозиција што сакаме да предложиме тука, а имаме многу идеи и многу проекти, посебно и кај данокот за додадена вредност, посебно и кај одредени даночни политики спрема одредени дејности како што се вработените во IT секторот, имаме идеи, но без поддршка од владиното мнозинство на сите ни јасно дека не може да се реши во таа насока. Секое законско решение кој што ќе биде за да има повеќе пари кај граѓаните и повеќе пари кај бизнис заедницата, јас лично а верувам и нашите пратеници, на крајот на денот ние сме центар десна конзервативна партија, идеолошки тоа ќе го поддржиме. За жал тенденцијата која што гледам не е така. Само денес, ако погледнеме на дневниот ред на седницата, имаме закон за кој што верувам дека ќе дискутираме. Ако не стигнеме денес, бидејќи има многу точки во текот на следната недела кога ќе биде продолжението на седницата, за покачување на стапката на данок на имот. Тоа навидум може да делува оправдано, но ќе треба сериозно да разговараме за репрекусиите кои што тоа ќе ги има. Па јас би рекол врз голем број на луѓе, на наши сограѓани, кои што се далеку од некоја перцепција за тоа што е богат граѓанин. Така да повторно ќе кажам мојата констатација, многу повеќе може да се направи во даночната политика. Можеби социјалдемократската идеологија на целокупната ваша коалиција не се совпаѓа во тој став, но за земји во развој, како што е нашата земја, за жал јас би сакал да ја сметам Македонија за развиена земја, но не е развиена земја, за земја во развој ние треба што е можно повеќе да даваме даночни ослободувања и да ги тргнеме тие стеги кои што фискалната политика за жал ги наметнува врз голем број представници на деловната заедница и на наши сограѓани кои што не се од бизнис секторот.